ако ви кажам дека е ски инструктор, параглайдерист, уметник кој има 7 самостојни изложби, екоактивист која жестоко го брани Охрид, дека е магистар на јазици и бизниси, веројатно ни на крај памет нема да ви текне дека е тоа нашата алпинистка Илина Арсова. Ви благодарам што дојдовте да ви упатам мој лични и од утрински брифинг честитки за вашиот успех. Тоа ви значи дека оваа битка од 2006 година ви е остварена планинарската амбиција да се искачите и кај треба и кај не треба? Па да, последниве 7 се мисија која што започна некаде во 2010-2011, а можам да кажам дека таа бубачката за високогорско планинарство ми влезе со првото искачување на Момлан во 2006, така да во право сте. И да, значи еден циклус е завршен. Тоа не значи дека е тука крајот, тоа значи дека е завршен еден циклус. Како што исто е чувството како после Еверест на некој начин, достигнување на една животна желба, една животна цел, поместување на границите на високогорското планинарство кај нас и во истиот момент се раѓаат нови цели, нови пориви кон нови подвизи, нови достигнувања. Ме интересира какво е чувството на еден топол Антарктик да се искачите на минус 40 степени на Винсент на речиси 5000 метри? Прекрасно беше чувството. Јас тука бев најголем скептик за тоа што во 2016 година со искачувањето на Макинли или Денали во Аляска, да, се здобив со мали смрзнатини и од тогаш некако добив некој страв кон студот и затоа оваа година особено се посветив на тренинг токму кон справување со тие студени температури. Плива во ладните води на Охридското езеро, правев посебни вежби за дишење и така натаму и секако внимав и на исхраната. И некако сето тоа се покажа многу добро што јас не само што не страдав од студот, него и повторно го засакав студот, а бога ми се влюбив во Антарктика. Да си селите на минус 15, минус 15 може добро таму на базниот камп, да. На базниот камп е помалку. Колку траеше искачувањето, извини, што мене вака од страна ме интересира. 10 дена трае, значи доаѓаме со авион. Сега ми е жал што ете вака одма по враќањето немаме подготвен материјал, но тоа е еден руски лужен кој што е единствениот што може да ве однесе од местото Пунта Аренас на јужниот дел во Чиле до Антарктикот, до континентот. И тој е еден ретро авион кој што е карго, но приспособен за патници денешно време и слетува на мраз. Тоа е спектакуларно. И сега од таму, значи тоа е Union Glacier, кај што имаме една база која што е до некаде опремена логистички и од таму не зема мало авионче кое што не носи до подножјето, односно до базниот камп. Од таму веќе почнуваме сами да носиме санки и на санки и на ранец, да ја пренесуваме нашата опрема од еден камп до друг. Значи, одиме до известна висина, оставаме дел од опремата таму, се враќаме, земаме друг дел од опремата, се искачуваме повторно на висина, поставуваме камп, па повторно одиме нагоре. Значи, целото тоа си има еден експедистички тек, како што си има и на другите планини, но работата е што овдека немаме шерпаси или некој да ни помогне да ни носи, но сами ја носиме целата опрема, што некој пат е по 50 на кила на човек. Илина, Еверест го освоивте, Аконкагва се качивте. Зошто Винсент ви беше последна и да речем, врв на овој обид од 7 врвови? И што е тоа престиж на 60 жени, на 400 алпинисти да го направат овој круг од 7 врвови на 7 континенти? Целиот тој циклус од 7 врвови на 7 континенти, како таков предизвик, како светски високогорски предизвик, поставен во 80-тите години, е предизвик на многу планинари. Сега кој како ќе го фати, од која страна ќе почне, за мене некако Винсент беше оставен за последен,
Можеби и од финансиски причини, затоа што навистина е скапа оваа експедиција да се стигне до таму. Поскапа од Монтеверест? Па тука се некаде дури поскапа е. Дури поскапа затоа што е многу ограничен начинот на кој што може да се стигне до таму. Сега од технички аспект планината не е премногу тешка, односно ја споредуваат со Денали на Аљаска, но е помала, као помалото братче на Денали, но секако дека не е планина за подценување затоа што може човек многу лесно да се здобие со смрзнатини. Сега далечна е и за мене од тие причини беше оставена како последна, но не е кај сите ист редоследот. До следното качување, која изложба ќе ја направите? Сега, значи, сум под голема мотивација, инспирација од Антарктик и правам нов циклус на дела, инспириран од пейзажите таму. Тоа е навистина прекрасно нешто, тоа е како на друга планета и интересно е што е постојано ден, не се стемнува и све е бело, значи го немаме светот во бои. Имаме само бело и сино небо. Следниот пат нема да разговараме за планините, ама ќе разговараме за една планина што ни е натежната, а тоа е УНЕСКО. Вие сте, мислам дека ноќна мора на охридските градоначалници, но на крајот од јануари треба да се даде отчет што ќе направиме во реализацијата на задачите на УНЕСКО. Ви мириса тоа дека сме ги реализирале уривањето на дивоградбите, велат над 1000 се останати уште. И па сигурно, да. Не сум, да ви кажам, во тек во моментов, затоа што туку се вратив од ваму и долго време имав посветено токму на тренинг. Така да, јас навистина се надевам дека тие дивоградби ќе се срушат и тоа ќе биде пример како не треба понатаму. И дека ќе останеме, ќе го задржиме статусот. А да ви кажувам детали не можам затоа што во моментов не сум во тек на таа тема, морав целосно да се насочам кон реализирање на оваа експедиција, ако сакав да го завршам последниот врв од циклусот. И за таа цел навистина и сум срекна што оваа година за прв пат ми помогна Агенцијата за млади и спорт на секој можен начин за да таа се реализира, што беше навистина големо изненадување за мене, бидејќи планинарските спортови во земјава, како што знаеме, не се толку актуелни. Но овој пат, значи, за завршување на мисијата од прва жена од нашата земја на 7 врвови, навистина добивме поддршка. Бидејќи сме тука, само да се подсетиме, освен Мурато кој стана, кои се другите и Кедев, од оно што јас знам, кои други се искачија покрај вас на Монтеверест? Тоа се неколку луѓе кои што ете директно или индиректно и мене ми влијаеле кон остварување на целиот циклус, да останам истрајна, да го завршам. Значи Мурато во 89-та година го искачува Еверест. Професор Јовица Угриновски, председателот на Планинарската федерација, е првиот човек од Македонија кој што стапнува на јужниот пол и тоа како дел од научна експедиција. И тој секако дека исто така многу ми помогна и со тоа што како тој го памти Антарктикот пред 30 години и така натаму. И првиот човек од кајнаш кој што ги завршува 7 врвови, Сашко Кедев, како што кажавте, кој што исто така на некој начин ми предаде дел од таа своја страст да се истрае, да се заврши целиот циклус и така. Тоа значи имаше феноменална презентација во Ману, која остави впечаток на старите академици со неговата бистра мисла и со релацијата меѓу планинарството и духовната и психофизичката. Па тоа не може да биде лоша презентација кога имате таква содржина, мислам. Освен што се работи за спортски подвиг, ова е еден вид и има истражувачки, авантуристички карактер, само да се дојде до тие места, да се видат тие места, да се посетат и потоа подкрепено со фотоматеријал или видеоматеријал, тоа е спектакуларно за секој би посекал. Добра, што се прави понатаму во планинарството кога ова ќе се освои? И па сега ќе ви кажам, значи има различни подвизи. Едниот е на пример се вика Grand Slam, тоа ги вклучува искачување на 7 врвови плюс јужниот пол и северниот пол. Значи јас сега сум била на планината Винсен, ама не сум била до самата нулта точка на јужниот пол. Сега тоа е експедиција која што се оди со скии и е дел од трката Grand Slam на светско ниво. Понатаму ги имаме вторите 7 Summits, значи вторите 7 врвови се вторите по височина 7 врвови, но најчесто ги вклучува, мислам, тоа се врвови кои што се потешки од првите, на пример, од вториот по висина во светот е К2. Не е Еверест, него е К2, што е уште потешки. И тоа важи за алпинизмот за еден од
опасните врвови на искачување. И тој може да биде дел од листата на вторите по височина 7 врвови. Понатаму, имам пријателка од Косово која што ги скачува сите 8000-арници на Хималаите. Тоа беше некогаш и моја желба, ама ето едноставно знам дека не можам баш све да постигнам во животот, односно човек навистина мора да се насочи кон една цел, за да, особено кога се работи за една таква цел, што може да биде животна. Кога гледам, не знам дали на една цел сте се насочиле. Сликате, ски инструктор сте, што уште све не правите? Кажете. Па добро, гледам да ги менаџирам тие работи да ги ограничам на помалку, особено последнава година, кога се насочив кон ова. Гледав да ги ограничам тие сите мои паси, хоби, професии на што помалку, за да можам паралелно да ги терам до ниво кое што Добро, благодарам. Тоа беше Илина Арсова, нашата позната алпинистка, која е единствена жена од Македонија меѓу 60-те кои ги искачија сите 7 светски врвови, односно врвовите на 7-те континенти. Ти благодарам, Арсова, ќе те држам за збор да го одбраниме Охрид пред налетот на бандитите. Секако ќе морам да го направиме тоа.